Значи, македонското општество се подели по отношение на ветото. Едната част од тие, даже и тие кои се представјаваат Българи, да се разбереме сега тука. Значи има такива кои се представјаваат че се българи. Значи, поголемата част застанаа срещу ветото и да убеждават Българија че не треба да се даде вето. Тука длабоката држава, ама този пат олицетворена, видена срещу Зоран Заев. Зоран Заев е многу умел политик, специјално кога се работи за пари, подкупи, рушвети, така многу го бива. Тој направи едно лоби което држеше че ние българите од Македонија треба да сме срещу ветото и да убедиме. Втората групировка која е помалката на којата аз припадах, ние бевме решително за вето под било какви условија. Значи, даже и да отстъпи македонската држава частично, сепак да се наложи вето. Сега да изложим моето лично мнение. Никога, когато чух Захариева, па и Бојко, ајде да не го мешаме Бојко, но Захариева беше олицетворение на външната политика на Българија в тие моменти. И да не го споменјаваме и Каракачанов, него всички го намразиле, ајде и ние да не го споменјаваме, не знам што имат хората срещу човека, тој си казва најнормално нештата, значи не е битно. Обаче, важното е, никога не сум бил повеќе горд за тоа че сум македонски българин и че припадам кон българската општност, световни рамки, европейски, когато разбрах за ветото. За мене тоа е најдостоинствениот чин на българската политика од 1944 година до днес. Това го сметам за врх на българското геројство и достоинство, политическо говорим. Тоа е мојата позиција и јас сметам че Българија го извлече најправилната крачка ја даде. Од ветото отвориха се всички други проблеми. Иначе, да немаше вето, всичко че ходеше така хитро, тие од Источна Македонија малце, тие се похитри од нас, ние од Прилеп сме потврди малко и по неловки така тие игри. Тие там Струмица, тие там имат грцки влијанија, влашки, не знам какви све, не дружат се с българите. Тие ще почне, ајде сега оште ова, ајде оште ова, и на крајот ще испаднеше работата, на крајот ще додеше до сблъсквање, когато всички ще кажуја на Българија, еми какво чакаше до сега. Како јас питам, вие, Тодор Живков мислеше, че ще направи един пленум там априлски, али беше мартовски, али беше по отношение на Македонија, ще направи един пленум там 60 и тој ще реши македонския въпрос. Това се показа, че не е така. Решил само македонския въпрос, Пиринска Македонија, делимично. И там още има македонистични организации. Значи не се решава, това се решава с една продължителна политика и ветото, точно е, как се казва, ветото отвори нови процеси на размисъл. Ветото показа всичките недугавости, всичките неясноти в македоно-българските отношения и тенденционните исторически заблуждения, които се вършат върху македонците.